Поранешен разузнавач кој стана свиркач им дал на Конгресот и на генералниот инспектор за разузнавање опширни доверливи информации за длабоко тајни програми за кои вели дека поседуваат недопрени и делумно недопрени технолошки објекти од нечовечко потекло. Информациите, вели тој, биле незаконски задржани од Конгресот, а тој поднел жалба до инспектор Дженерал во која наведува дека претрпел и незаконско злоставување бидејќи открил доверливи информации. Свиркачот Дейвид Чарлз Груш, 36 годишен, одликуван поранешен борбен офицер во Афганистан, ветеран на Националната геопросторно разузнавачка агенција или National Geospatial Intelligence Agency NGA, ветеран на Националната канцеларија за изведување или National Reconnaissance Office NRO. Служел и како представник на NRO во UAP Task Force од 2019 до 2021 година. UAP Task Force е одделот во американската војска, создаден за проучување на феноменот НЛО. Сега таа канцеларија се вика All Domain Anomaly Resolution Office или ARO. Граш бил интервјуиран од еден од најнаградуваните австралиски новинари, Рос Колдхарт. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was in fact a program that the UAP task force was not read into. Додека работел во канцеларијата за проучување на феноменот НЛО UAP Task Force, тој дошол до знаење дека на оваа канцеларија му бил забранет увид во програм за пронаоѓање на срушени летала. Програм за пронаоѓање на технолошки летала од вонземјани. Тоа биле летала кои или паднале или слетале на земјата. Тој вели дека некој поседува не едно, туку повеќе вакви летала. Отпрво мислел дека целата работа е налудничава, мислел дека некој се зафркава со него, но сватил дека тоа било вистина. Тој рече дека повеќе разузнавачи и офицери му пришле и му кажувале дека биле дел од тајни програми за пронаоѓање на вакви летала. Во неверување, новинарот Рос Колдхарт му повтори на Граш со цел да се убеди дека на светот му вели дека не сме сами, а Граш го повторува тоа. Да, не сме сами. You are saying to the human race for the first time an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. Do we have bodies? Do we have species of Well, naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. Во Националната геопросторно разузнавачка агенција Граш служеше како виш офицер за интеграција на разузнавачки способности со топ секрет класификација. Од 2016 до 2021 тој служеше и во National Reconnaissance Office. Тој служел како разузнавач повеќе од 14 години, ветеран на воздухопловните сили, има бројни награди и одликувања за неговото учество во тајни операции за унапредување на американската безбедност.
Според извештајот за перформансите на НРО од 2021-та, Граш бил разузнавачки стратег со повеќе кратни одговорности, кој, како што пишува, ги анализирал извештаите за неидентификуваните воздушни феномени. Тој бил оценет од страна на заменик директорот на оперативниот центар на канцеларијата за изведување како вешт, штабен офицер и стратег и како офицер со иновативни решенија и резултати. Граш го напушти работењето во владата на 7 април 2023 година со цел да ја унапреди владината одговорност преку јавна свест. Тој станува добро поддржан во разузнавачките кругови и бројни извори гарантираат за неговиот кредибилитет. Пишува новинарката Лесли Кин, која за овие негови јавни изјави пишуваше во вебсајтот The Debrief. Всушност, целиот извештај го имате на debrief.com. На вистина неверојатно, човекот кој бил еден од разузнавачите што го спремаат дневниот брифинг за разузнавање на претседателот на САД, човекот кој наводно имал пристап до стотици специјални класифицирани проекти, поранешен вработен во американски агенции, вели дека знае за специјални проекти за откривање и превземање на срушени или слетани летала што се технологија од нечовечка интелигенција. Како човек да ја прими оваа информација? Дали ова тоа што уфолозите го чекаа уште од 1947 година? Дали ова е почетокот на вистинската и конечна објава на вистината за феноменот на ЛАО? Овој високо оценет од своите надредени офицери разузнавач. Овие тврдења ги изнесе пред наградуван австралиски новинар Рос Колдхарт, кој го интервјурал цели 7 часа. Навистина многу храбри тврдења од еден висок разузнавачки офицер кој не беше представен во некаква затемнета силуета, туку јасно со име и презиме и со сите генерали. И тоа, внимавајте, пред да излезе јавно да го каже сето ова, поминал низ процесот на канцеларијата за одобрување во рамките на Пентагон. Односно, кога некој ќе се пензионира и доколку сака да објави книга или било што јавно да каже, се што сака тој да каже, мора да помине преку соодветна канцеларија во рамките на Пентагон на одобрување. Тој го поминал тој процес, што значи не открива никаква државна тајна. Тоа се разбира е предпоставка, бидејќи се уште не е во затвор. Инаку покрај интервјуто со Рос Колдхарт, за оваа вест први објавија истите новинари кои во декември 2017 ја објавија познатата сторија во Нью Йорк Таймс за програмата за проучување на НЛО на Пентагон која траела од 2007 до 2012 година, пошто и Пентагон јавно потврди дека феноменот НЛО е вистински и дека го истражува. Токму таа сторија е катализаторот на се што се случи во последните години и процесот за дестигматизација на темата и сите објавени видеа и сите воени и владини свиркачи и сведоци што се појавија потоа. Имајте на ум дека овој свиркач не видел со своји очи летало или пак тој бил вклучен во некакви програми за проучување на летала, туку со знанијата што ги изнесе, ги добил во текот на својата работа како разузнавач. Ако ова е вистина, какви ли технологии требаше досега да има човештвото? Какво ќе беше денес глобалното човечко општество? Дали таа технологија ќе имаше големи импликации врз спречување на загадувањето? Дали се уште ќе требаше нуклеарна енергија или ќе имавме други побезбедни извори на енергија? Дали сите генерации во последните 80 години живееле украдени животи? Колку сите тие генерации на луѓе, па и ние денес, сме обесправени со прикривањето на таа технологија? И повторно, пред да размислуваме за сите овие прашања, треба да се запрашаме како овој свиркач Девид Граш може да тврди вакви нешта, а да не е во затвор за откривање на класифицирани информации, бидејќи, запомнете, тој го поминал процесот на ветинг на оно што сака да го каже. Дали можеби Девид не открил класифицирани информации? Можеби сите информации кои што тој ги кажа на вистина не откриваат воени тајни, бидејќи можеби тврдењата што ги изнесе се однесуваат на приватни компании и корпорации кои што имаат договори да работат со војската. Што значи тоа? Војската не крие ништо, туку кријат компаниите. А тој не спомнува ниту една конкретна компанија,
па затоа ниту една компанија не го тужи за ваквите тврдења. И сепак, колку и да е кредибилен сведок, тој ги нуди само своите тврдења, но не и докази. Навистина тешки тврдења кои сите уфолози со години ги прераскажуваат од вакви лица, но ретко кој сам извор излегува и го тврди ова јавно. Баш поради толку многу вакви тврдења мора да бараме и докази. Доста беше од тврдења, јавноста е спремна за докази. Ако човештвото можеше да се справи со студената војна, со илјадниците тестирања на нуклеарни оружја, со сите војни и со сите проблеми кои ги имаше последните 80 години, тогаш човештвото ќе може да се справи и со вистински докази за постоење на живот надвор од нашата планета. Навистина, како да ни е премногу од тврдењата на научници, астронаути, воени лица, разузнавачи и сите свиркачи. Време е за докази. Но, на крајот, и натаму ќе останеме со многу прашалници во нашите глави, бидејќи имаме кредибилен извор кој што тврди дека не сме сами и дека некој поседува технологија која што потекнува од нечовечка интелигенција.